Се ближат матурските прослави, а матурантите ја почнуваат потрагата посвечена облека за матурската забава. Продавниците за облека веќе почнаа да се полнат со убави свечени и скапи фустани и костуми за матурантите, со кои ќе го заокружат средното образование. Понуда за матурантите има и во помалите градови, но најголем избор има во главниот град, па тие често се одлучуваат да ја прошетаат целата држава за да го најдат совршеното матурско парче. Но има и такви што разгледуваат понуди и во градовите од соседството, како Белград, Солун и Софија. Но кога се патува надвор, треба да се внимава купувањето и сладкото задоволство да не се претвори во кошмар. Многу често купувачите наидуваат на измамници и криминалци кои можат лесно да им ги извлечат парите наменети за облека. Вакви искуства раскажуваат матуранти кои биле жртви на овој вид кражби минатата година во Белград, на улицата Кнез Михајлова. Истото се случува и во Солун, Софија и во другите градови кои ги посетуваат матурантите. Од полицијата велат дека цел на кражбите се мобилни телефони, паричници и чанти, а сето ова најчесто се случува на улиците, јавниот превоз, како и во бутиците за облека. За да се заштитите од кражбите и вашиот шопинг да биде уживање, треба многу да внимавате во некои делови од овие градови, како ги држите чантите и мобилните телефони и со кого разговарате. Особено треба да се внимава во големите трговски центри, каде има поголема маса на луѓе. Потоа треба да се внимава и во кафулињата, да не се оставаат чантите обесени на столче. Покрај кражбите, исто така матурантите треба да внимаваат и на цените. Обичај е пред матурските прослави цената за одредено парче облека да биде 5 пати повисока од претходно што се продавало. Па изборот останува на матурантите, од каде ќе купуваат и како ќе се заштитат од несаканите ситуации.